Аргумент плюс. Добро вечер повторно од мене од ова студио, почитувани гледачи. Вечерва политичка тема со мојот соговорник Ибрахим Мехмети. Велам добро вечер, добар ден. Добар ден, благодарен. Неколку изјави имавме денеска по веќе известните промени во актуелната владина коалиција. Таравари, актуелниот министер, денеска за нашата телевизија кажа дека веќе утре оставката ќе ја напиша. И најавите се дека веќе во вторник ќе се дебатира за неговата оставка, но останува непознато, например, дали преку оставки ќе одат и останатите функционери од таборот на Таравари, или можеби тие ќе бидат разрешени. Малку ќе навлезем и во овој дел, нели? Но сакам да речам денеска Таравари тоа го најави дека ќе ја конвертира самата оставка. Премиерот Мицковски на денешната политичка изјава малку како да беше воздржан, не кажа некои специјални детали, например, кој ќе го наследи Таравари, дали министерските места и вице-премиерските што ги имаше остануваат на вреди, за разлика од него Касами уверен беше дека вреди како коалиција ќе се ги задржи по број самите функционерски позиции во владата. Многу непознати има, премиерот секогаш ни вели почекајте до крајот на неделата, се ќе биде појасно, така и во овој случај. Но ајде една вака политичка оценка што се случува, известно излегувањето на Таравари? Па мислам дека е точно ова што го рековте, дека има многу непознаници, многу непознати. Премиерот цело време се обидува да остави впечаток дека не е загрижен, дека се е во ред, па и представниците на Влен, кои што се сега се уште дел од коалицијата, го тврдат истото. Меѓутоа, мене не ми изгледа дека е баш така и не верувам дека би можело да биде туку така, дека во ситуација која имате надвор 19 противници албанци, а остануваат 9. Мислам дека не е баш сведно за никого и мислам дека и премиерот тактизира со одговорот кон барањата на Влен, да речеме, затоа што тоа е политичка проценка, значи нема некој јасна формула дека овие министерства треба да припадат на овој, па треба овие автоматски да ги преземат или не. Мислам дека ќе оценат, односно премиерот ќе оцени, Влен ќе ги бара овие партии што се сега во власта, ќе ги бара тие позиции што ги имаше Алијанса, но премиерот од друга страна сигурно тоа нема туку така да го прифати, така да ќе гледаме доста уште продолжетоци на оваа драма која што се случува. Сега видете, Мехмети, може грешам, но ја мислам дека математички и секако и кадровски ќе го решат овој внатрешно владин проблем, ќе ги пополнат министерските места, вице-премиерските и тоа ќе се премости. И сметам дека во една крупна сликова не е некој значаен, во крупен контекст не е некој проблем. Ќе го најдат. Ќе седнат, ќе ги најдат. И персоналните, дали Јаневска од образование ќе оди во здравство, па образование ќе одадат, не, ќе има ротација, се вели дека реконструкција нема да има, бидејќи таа подразбира смена на поголем број на министри. Мислам колку беше 1/3 од владата, ако се менува, тогаш се зборува за реконструкција. Ова ќе бидат некои внатрешни ротации. Мојата поента е дека ќе ги најдат кадровските решенија, веќе ги имаат сигурно, и ова ќе се затвори како тема. Во крупната политичка слика, ова што го рековте, 9 пратеници од албанскиот гласачки електорат, го земам комплетно, и опозицијски и провласт, од една страна само 9 пратеници во мнозинството, од друга страна опозицијскиот блок 19. Каква перцепција, дали се менува сега перцепцијата за позиционирање на албанските партии во власта и надвор од власта со овој нов распоред на силите? Мислам дека не е само прашањето околу тоа како партиите ќе се позиционират и како ќе се распределат силите, туку тоа има големо влијание кај граѓаните, кај гласачите, бидејќи ако гласачите на Алијанса гласале за една опција, која што нели беше да се влезе во влада против ДУИ, и ако после неполна година Алијанса кажува дека е невозможно да функционира во таква средина, со додуше он повеќе
лидерот на Таравари повеќе се жалеше на своите коалициони партнери во Овлен, отколку владата, но како и да е, он кажа дека не може да функционира, дека подобро би било за нивните гласачи да излезе од таа влада. Тоа отвара многу прашања за самите гласачи, за јавноста. Зошто е тоа така? Се разбира дека многу работи се веќе познати и за мене и за поголем број на луѓе. Она што гледаме од страна, претпоставам дека и сите и новинарите гледат, дека работите се премногу затегнати. Знаеш, ма делува дека е све во ред, дека функционира све, но ако го анализирате малце помеѓу редови изјавите и начин на однесување и функционирањето на самите министри од двете коалиции, да речем коалицијата на ВМРО и на Влен, ќе видиме дека постои доста неповолна позиција, да речеме, на албанските партнери во власта. Ги гледаме како се маргинализира некој начин или се така трнати на страна. Та улога они сами ја прифатија за жал, барем мојата перцепција дека они тоа го прифатија со цел да бидат посакуван партнер на ВМРО и цело време играат на таа карта дека они се строго против ДУИ, како да е тоа главната програма нивна, дека ако си против ДУИ, значи има супер програма. Ако разговара со ДУИ, твојата програма е катастрофа, што е навистина дегутантно, но тоа е реалноста. И они се најдово, мислам дека се жртви на своите политички амбиции, кои што ги доведа во еден ќоцука каде што сега стануваат безпомошни во оваа влада која што на ВМРО, која што е многу силна. Ја не го укривам ВМРО за ова, бидејќи они самите се наместија, прифатија таква улога и сега не знаат како да излезе. Таравари излезе, имаше можеби и храброст, бидејќи не се знае што ќе случи со таа партија сега, како е надвор од владата. Во секој случај мислам дека тоа е индикатор дека нешто не е како што замислиле они кој ја ствара таа коалиција, која што беше стварана на брзина, мора да го утврдиме и тоа. Да, многу работи вака, сега се концентрирам во албанскиот политички блок и опозиција и позиција, малку за да работите станат појасни. Ај прво во мотивите, треба ли да му веруваме на Таравари кога рече во една изјава, ова го правам бидејќи анкетите покажуваат дека од вреди 70% или кој еден процент сериозен кажа од гласачите смета дека ние како дел од владата не сме го исполниле она што сме го ветиле на гласачите. Од друга страна, ние ги имаме оние моабети и онаа фактографија. На Таравари му пропадна еден од најголемите тендери и тоа го соопшти премиерот Мицковски за клинички центар кој беше поприлично голем за паркирањето или решавањето на паркинг просторот. Тоа може вака звучи наивно, нешто површно, не е тоа цел клинички паркинг место, ама тоа беше тендер концесионерство со години кој што беше поништен. Па се поврзуваше Таравари со неговата лична куќа што ја купил од претеникот Јаховски, па неговиот син заврши во притвор и така. Но сето ова беше експонирано медиумски и беше поставено како дилема во однос на мотивот, вистинскиот мотив за негово повлекување од владеачка структура која си покажуваше вака безпрекорно функционирање. Се поделија министерства, си функционираше се. Но во исто време треба да се постави прашањето зашто ВМРО толку беше одушевено од Таравари, кога стана дел од владината коалиција, кога претходно додека Алијанса беше во опозиција или во коалиција во претходната влада, и ваде афери дека имало ваква куќа, такви пари, и кога требаше да стане дел од владината коалиција, тоа го снема. Значи немаше. Тие моабити завршија се. Заврши и сега од денес се појавуваат повторно. Тоа што говори? Тоа говори дека се работи за манипулација со некакви информации. И со ова со паркингот. Ако имало малверзации со паркингот, не може да туку така да рече добро го поништуваме тоа и продолжуваме како ништо не било. Да, буквално беше така. Ако имало малверзации, требало да има истрага. А ако немало истрага, значи немало малверзации. Од каде ние како граѓани или па дури новинарите, ако нема некоја истражувачка да речеме акција, од како ќе знаеме дека имало малверзации или дека немало. Ние судиме според тоа што они го кажуваат
или како се однесуваат во нивните релации. Ако беше поништен тендерот за паркинг, владата продолжи да функционира без проблем, значи што значи тоа? Како ништо не било, значи немало малверзации, така. Како што тврди за коридорот 8 дека е вака така и потоа кога добија власта, проекта се најосновниот проект за инфраструктура. Тоа е проблемот што ние ги прифаќаме тие оценки без критичка анализа да се види што се вистинските причини. И Таравари треба да одговори за својот багаж, нормално. И зашто влегол во влада? Пошто он се сликаше со мискоси ден пред молкот, ми се чини. Сите тие работи некако пролетуваат, ние се фаќаме за некои периферни прашања, како некои афери, куќи, купи лева, тамо. Јас тие не ги третирам, додека не можам ја да истражам дали имало тамо некаква корупција. Има органи, нека ги утврдат тие работи, тоа ќе може да разговараме, да знаеме точно што се случува вака, све останува на предпоставки. И на како ние ги гледаме или како сакаме да ги видиме некои работи. Да, многу анализи, многу пишувања, коментари се обидуваат да го најдат вистинскиот мотив на Таравари. Еве на неколку месеци пред почеток официјален на кампањата за локални избори. Една нормално тие анализи е дека како опозиционер уште повеќе може нели да го набилда да си го набилда својот политички рейтинг. Сега прашувам, например, кај албанскиот гласач, имате ли некоја информација сега како е расположението? Значи, да повторам, како гласачи, тие гледаат дека власта, моќите, инструментите ги имаат овие 9 пратеници, односно вреди со 9 пратеници. Тие се на власт и кај нив се инструментите. Друга страна се 19 опозиционери во албанскиот блок кои сакаат да дојдат на власт, но таму е мнозинството. Мнозинството како нели репрезент на албанското гласачко тело. Кој е логичното размислување? Како ќе перцепира, како ќе размислува, како ќе гласа албанскиот електорат? Во една ваква малку специфична ситуација е ова. Ова е многу добро прашање, затоа што уствари може да се даде едноставен одговор, но мислам дека е многу поголем проблемот. Ја како ги гледам работите сега, мислам дека албанскиот политички камп, така наречен, е во електорат, гласачко тело. Не, збориме за за електоратот. За политички камп сакате политички партии мислам дека се во некоја бунило, затоа што не знаат што им се случува. Дел од причините мислам дека лежат во тоа што влем беше формирана коалиција многу ненадено, за кратко време, нема време да се запознаат меѓу себе, да створат некоја стратегија како ќе настапуваат, како ќе се однесуваат. Нема, мислам дека ни тоа што се вика комуникацијска политика, како ќе стратегија, како ќе комуницираат меѓу себе и се случуваат овие работи што се случуваат. Не може за 3 месеци. Вие памтите дека Таравари преговараше со Али Ахмети за заедничко настапување на изборите и на председателски и на овие, и одеднаш отиде та влем се формираше малтене преку ноќ. И гласачите, албанци, моја предоставка, ја не сум направил истражување, но она што го слушам, читам и гледам, е дека гледа дека нешто не функционира. И самите партии, тоа мислам дека веќе се свесни, но сака да остават печат дека све е во ред, дека они се надеваат дека со тек на време ќе се забораат некои работи, дека со овие инвестиции што ги добија општините, дека со тоа ќе ги покријат овие логични недоследности. Но во суштина мислам дека албанските гласачи на следните избори ќе размислуваат многу повеќе. Мислам дека ова е научена лекција дека политичките партии не треба туку така да се прифатат нивните ветувања или нивните ставови, на некој начин да бидат покритични, да не прифатјат манипулации или лаги, да речеме, затоа што тоа завршува на овој начин. Сега мислам дека албанскиот политички, како да речеме, кампус или делот на вкупната политичка слика во земјава е доста разнебитена и тоа повторно јас ќе речем, сите викаат да ВМРО можеше да го спречи тоа, но проблемот е што овие се полакомија за власт и сега треба да се справа со тоа. Но Мехмети, немаше ништо спорно во четворката лидери со се Таравари, еве да рачунам навреди
Природно е да претендираат на позиции за да може да ги имат инструментите и да го испорачат. Тоа се случува и со ДУИ. Значи, СДСМ најголемите критики ги доби ова што го велите лакомоста на ДУИ за инфилтрација во сите можни пори и сегменти и ресори. И една од цената што ја плати опозицијската сега СДСМ на изборите беше токму таа критика дека премногу простор, нелогично премногу простор се даде на ДУИ. Јас сакам да речам, оваа четврка што се појави на политичката сцена, нели велевме, време и ДУИ да отиде во опозиција да види кај е, што е 20 години власт, некој малку да ја испрати во опозиција за да се преброи себе си. Ама, нели на гласни се оди, така. Не може ги слушав овие да, но да не ги забравиме колку беа блиски, односно скоро исти резултатите на Вреди кога се собраа како коалиција и на ДУИ. Значи, Влен рекла, ако добиеме еден глас помалку, нема да влеземе во коалиција во владина коалиција. За еден глас рекла, не добија 30.000 помалку од Европскиот фронт и влегоа. И јас бев од тие што рекол, па добро, окей, да видиме што ќе се случи, и ако гледаме принципиелно, они не го погазија свој збор. Рекоа, тој еден глас ги имате изјави, дека рекоа, еден глас помалку ќе победиме сигурно, не победија и влегоа во влада. И мислам дека тоа ги мачи и нив. И се обидуваат на секој начин тоа да го неутрализираат, но тоа е една од причините зашто реков дека се полакомили, затоа што они да беа попаметни, ќе рече не, нека преговарате со ДУИ. Јас сум убеден дека ДУИ и ВМРО немаше да се договорат и Влен ќе влезеше со, како се рече, на голема врата. Они се збориме за детали, но тие понекогаш се важни. Да, хипотетички ситуации, ако ја не се согласувам со вас дека ВМРО и ДУИ немаше да се договорат. Ако седнеа на политичка маса. Ако ВМРО нечеше да оди со ДУИ, а мораше да разговара, ќе окей, да, што услови кои што не, да, што нема да биде прифатливо за ДУИ. За тоа зборам, да ги саботираат. Тоа да го направи ќе беше попаметно, но они тоа не го направи. Мислам, не дека мене ми е важно. Значи, јас реков, има снимки каде што реков после изборите, Влен не ги доби избори кај албанците, кои што они ги ветуваат, дека на тој начин ќе влезат, но и покрај тоа, окей, што влегле, да види може ќе направат нешто добро. Но сега гледаме дека они самите меѓу себе не можат да функционираат, бидејќи изјавите на Таравари беа дека во коалицијата Влен гласовите се 3:1. Значи, он се жалеше на самата коалиција Влен, а не на Мицковски. Подоцна дојде ова приказна со Мицковски, но главниот мотив мислам дека беше тоа дека они меѓу себе нема договор, поради кои причини стварно не можам да шпекулирам. Предвори сме реков на локални избори. Од власта, барем за сега вака велат, локални во пакет со предвремени парламентарни нема да има, бидејќи локалните треба да ни бидат лакмус за тоа како котираме, како стоиме, па иако мене тоа баш сега од оваа позиција не ми е јасно, бидејќи веќе има внатре проблеми во коалицијата. 9 претеници од албанскиот кампус има само, ќе почне таа нетрпеливост да се чувствува, можеби и реакции и така натаму во функционалноста, но еве за сега е сценариото прво локални, па одвоено парламентарни избори. После тие парламентарни избори има различни сценарија, сигурно немаме време за сите. Но ја прашувам дали можеме да ги видиме на иста маса, ДУИ и ВМРО да поманено со искрена намера за власт, а не со меѓусебни саботажи. За постизборно парламентарни предвремени избори. А за парламентарни? Па тоа ќе зависи од проценката на ВМРО и од проценката на преостанатиот дел на Влен или на Влен. Јас, ако они се нарекуваат Влен, за мене се Влен. А овие 3 партии што се, или 4 со све ведвендоци кои што е дел од таа коалиција, ако они сметат дека не име проблем вака да продолжат, Мицковски вика, на Мицковски мислам дека му одговара во секоја комбинација. Се разбира, он ќе беше посеќен со Таравари да биде внатре, но сега да оди на избори, ја мислам дека ВМРО не се стомнува дека ќе победи повторно, но проблемот е дека ќе мора да преговара можеби со непосакувани партнери, како например ДУИ кој што го апострофира во секоја изјава, и тоа може да ги стави во дилеми, но генерално
можно е да дојде до таму да не може да функционира владата и тогаш ќе мора да одат на предвремени избори, бидејќи ако имаш, колку рековме, 19 ваму 9, и овие 9, односно овие партии што останат во коалицијата, мислам дека они нема да имат интерес да продолжат, бидејќи претпоставам се. Ке може да го испорачаат во овој формат со ова што и да прават они, што и да прават ќе бидат во сенка на ова што се случува, кој имаш, бидејќи сепак алијанса и двете крила кои се надвор, нели, во опозиција. Да, веќе себе ќе надвор и села и Тие се трите партии влијателни сакате. Најбројни со рейтинг. Сите и сега овие три што ќе прават, овие Ведвендоси има само еден пратеник, колку што знам, или двајца, но нема структура, али овие три партии што ќе прават. Они ќе се најдат во неврано, ќе ризикуваат на следните избори да изгубат многу повеќе. Сега ќе видиме, прерано да правиме конечни проценки, но мислам дека ќе биде проблем да се продолжи како ништо да не било. Особено сега откако излезе Таравари. Денеска во еден разговор со колегите на колегиум баш прокоментиравме, има закони кои се носат во собрание со просто мнозинство, но во тоа просто мнозинство мора да има ваден терм. Мислам дека тој законски пакет е за МРТ, за аудиовизуелни тие закони, тој пакет тие промени таму. Значи просто мнозинство со ваден терм, тоа подразбира од 61, веројатно 20 луѓе да се од останатите заедници, како да кажем, националности. Значи, дури може би ќе се доведе системот, парламентот во случајов, на блокада да не може да ги гласа таквите закони, па се нашаливме, па и не мора ни да ги носат до локалните избори, така и кажа, зошто па ќе трчаме, ќе ги носиме. Ќе ги остави дека тие за подосно. Тоа е решението, ќе ги оставиме, после тоа лакмус, нели, парламентарни, локални, ќе видиме. Таравари, вреди сега раситнети, дуи локални избори. Сите велат, отворени сме за соработка, секаде каде што ќе го пронајдем интересот, никој не вели идеолошкиот интерес, одамна веројатно не зборуваме за идеолошки допирни точки, се изнагледавме на секакви абсурди идеолошки комбинации и во влада и во мнозинства во парламент. Прашувам на се што можеме да бидеме сведоци и дали може, пак еве на Таравари се фокусирам, што е неговиот таргет и мотив, ова е сериозен политички потек, да напушти владата, бидејќи цели на нешто што следно? Не знам колку они правеле пресметки околу се тоа, меѓутоа мислам дека они се чувствува фрустрирани затоа што нивниот рейтинг беше видно поголем од другите, барем оно според мерењата и пред изборите и за време на владењето на оваа влада. А во исто време имавме само еден министер, колку што знам, од Таравари, на министер за здравство, не знам дали имаше друг министер, заменик премиер за вице-премиер за европски за добро владење. Да, за добро владење. Но тоа не е некоја видлива позиција, да речеме. И така да они, мислам, се ова моја претпоставка дека они се чувствува маргинализирани, а овие трите други партии, па и 4, да речеме, со овие претеници од Ведвендоси, дека они некако се дистанцира од Таравари, може би имаше некоја љубомора, бидејќи на почетокот имаше впечаток дека Таравари со Мицкоски се ептен координирани. И овие може би, сега јас шпекулирам од она што го гледам, дека може би они рекле чеке па ние ќе изгубиме. И мислам дека тука е заегот во целата оваа ситуација, дека они се плашиле еден од друг, бидејќи немале некоја природна коалиција или некоја, да речеме, одржлива коалиција, која што се базира на некои вистински цели, и гледаме цело време збора за тоа, ние не коментираме со ДУИ, единствено тоа беше кохезиона сила меѓу овие партии. Во моментот кога едниот од нив седна да пие кафе со ДУИ, се распадна коалицијата. Значи, немале програма која што ја ветува дека ќе одиме во Европска унија, дека уставот ќе се смени, 20% ќе се тргне, не знам што, и на крај сме дека ништо од тоа не се случува и почна да покажува се просто еден кон друг. И во оваа ситуација мислам дека можеби Таравари осети дека помалку ќе изгуби ако излезе, затоа што вака ќе биде покриен овие 4 партии и на тој начин можеби ќе го спаси рейтингот што го има. А дали планира нешто за локалните избори, можно и тоа, дека они се чувствуваат посилни и на тој начин сакат да се затврстат
и да се вратат подоцна, можеби На преговарачка маса секако да, и со веројатно. Мицковски можеби јас не гледам дека се толку влошени нивните односи. Мислам дека Мицковски нема многу голем избор ако има анблок одбојност кон ДУИ, му останува алијанса, бидејќи овие партии се уште нејасно како ќе се развиваат и Изет Меджити и Билал Касами, Априм Гашит, сите тие три партии можеби ќе се развијат, но тоа во овој момент не се знае. И затоа мислам дека и он и Мицковски мислам дека ќе мора да калкулира како да се однесува и како да ги зачува тие линии на комуникација, бидејќи може он на крај да се најде во ситуација да треба да оди со ДУИ, ако ги расипа односите. Така да ќе биде многу измешано. А за тоа време, што би се рекло, ние заостануваме, не гледаме дека цел регион нешто се случува, само Македонија се разговара која коалиција кој ќе влезе, кој ќе излезе. Сериозно може да звучи. Да, дневно политичка забава за граѓаните на вистина, Цело време има дневна Еве и политичка како новинар забава. тоа го кажувам. А Во суштинските Албанија се одржува работи европски ни лизгата низ раце. Еве утре Кошта Србија доаѓа прави тука. нешто, Кошта доаѓа тука утре. Да, Кошта мислам дека тоа кажал дека они се загрижени за нас, за регионот и мислам дека според мене главната причина за неговото доаѓање, он оди нели на конференцијата во Тирана, но може да не дојде, но тоа што Најавена е веќе пресконференцијата да, се сега не закажано кажам, како не дека мораше А, дојде. да, може и да туку не заобиколи, да, не, но туку сака. Сака да дојде затоа што гледа дека сме заглавени во односот со Бугарија, со овие разговори. И пошто балканските политичари кои ќе се заглават во тие политички како се вика тие робови, после тешко им е да излезат. И овие доаѓа се да им пружат рака. Се надам дека ќе разговарат и со бугарската страна да најдат некој компромис. Беше веќе во Бугарија, Да, дека ќе понудат некој. Јас мислам дека би било убаво Бугарија да покаже малку разбирање за ситуацијата во која се најде оваа влада. Дали тоа прифатливо, неприфатливо за меѓународен договор е друга тема, но како комши мислам дека ако се попаметни, ако сакат можат некоја може одстапка да направат во нешто, приказната, да бутат Македонија да излезе од тој ров и да почнеме да станеме нормални. Но од друга страна, искрено, јас добивам понекогаш впечат дека нашата страна не ни е премногу заинтересирана за тоа да излезе од тој ров. Вика, добро ни е вака, да видиме зашто може да изгубат од кај своите гласачи. Не, добро, ама видите, и премиерот беше јасен на таа тема, рече, таа е позицијата наша, гаранции, билатеризација на прашањата да се тргне, преговарачка рамка промена. Ама не можеме ние да поставуваме услови кога ние аплицираме, не аплицираат они кај нас. Они викаат ќе чекаме они што ќе направат. Па нема они што да направат. Они викаат имате договор, исполнете го договор. Викаме чекаме вие што се направиле. Знаеш, тоа е проблемот. Ние сите држави тоа ги слушам, Србија се жал, вика само нас ни поставуваат специјални услови. Хрватска и Словенија се сеќаваш дека имаше територијални концесии. Грција со Албанија има територијални проблеми. Унгарија со Румунија. Но процесот тече, процесот не е мртов. Сите имаат проблеми, нема само ние проблеми. Да. Унгарија... Но само кај нас ги ставија сега, ако сме за волја на вистината, како услов за старт на почеток на преговори, како дел од преговарачка рамка, ако навлеземе сега во таа приказна... Ако разговараме зошто е тоа така, и за тоа може да зборим, но денеска веројатно не е таа тема. Друг фокус ни е нели околу дневната политика, како што кажавме. Тоа сега немаме што да се навратиме. Да, разговараме околу колку 30 на минути разговор. Ти благодарам за овој муабет, еве ќе ги следиме состојбите, ќе видиме локални избори. Сакав само да кажам, кога рековте таравари, мотивите и целта за излегување од влада, многу е различна позицијата, дали излегува од влада барем колку толку да го спаси сегашниот рейтинг, или сегашниот рейтинг да го зајакне на изборите. Тоа е сосема нели различна политичка позиција. Мислам дека и двете во случаев. Јас бидејќи во оваа приказна Таравари и Мицковски се главните ликови, Дуи е тамо нели во темница Ама слуша и гледа, не. Слуша и гледа. Слуша и гледа. Мислам дека јас најискрено мислам дека ВМРО треба да има поактивна улога во ова,
не само да чека кој ќе пропадне, кој ќе се спаси. Не мислам дека они тоа го прават, но би треба да се поактивно смисла дека тоа што случува кај албанскиот блок, тие ломови што се случуваат сега, а тоа може да влие на вкупната ситуација во Македонија. Покрај сите проблеми што ги имаме со Бугарија, со не знам кого, со Грција до 30 години, речи се 25 години се малтретиравме, барем да немаме толку многу внатрешни проблеми, особено кога гледаме дека има можност за развој. Албанија беше далеко за нас, сега стана центар на комуникација за Европска унија на Балканот. Они сите идат таму, ние сме изолирани и јас се надам ВМРО има потенцијал, има и луѓе кои што можат да ги покренат овие процеси, но внатрешните овие етнички прашања што они самите рекоа дека ќе оставиме на страна, сега се бават само со етнички прашања, со закони, со устави, не знам што. А темата која што сите очекува и македонци и албанци во однос на европските интеграции и на излегување од овој кал со заглавени со Бугарија и со Грција, тоа мислам дека го оставија на страна и мислам дека се премногу фокусирани на локалните избори, а не на тоа да работат државата да оди напред во смисла, бидејќи ако останеме вака, не знам колку можеме. Ако гледаме што се случува во соседството, кои се членови на членки на Европска унија, ќе сватиме што губиме. Ама логично е ВМРО да се е насочено сега кон локалните избори, никој не очекува дека нешто ќе се случи сега пред локалните избори. Тие имаат власта на извршна власт апсолутна, председателска, собраниска, сега уште фали за да се комплетира нели по дефиниција апсолутна власт и на локално ниво го имавме тоа еднашка. Бугарски политичар, не ќе да испадне го цитирам, но кажа интересно дека ВМРО и така ќе добие локалните избори, не треба да се преокупира премногу со тоа. И јас како што работи во ВМРО и како што има поддршка од своите гласачи, мислам дека не се во ризик да ги изгубат, дури да направат некакви концесии во однос на евроинтеграциите. Да, се согласувам со вас во овој дел, да, беше во позитивен контекст бугарскиот политичар цитиран, овој пат во контекст на ВМРО. Ибрахим Мехмети, ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Почитувани, овде со мене завршува овој информативен појас. Пријатно.